поддршката за развој на земјоделството и проектите кои се планирани во програмата. За овие теми разговараше носителот на листата во 6-та изборна единица од ВМРО ДПМН Никола Поповски со менаџментот на земјоделската задруга Единство од Челопек. Поповски меѓу другото ја потенцираше важноста на најавената мерка за намалување на данокот за додадена вредност за сточна храна. Имавме можност денес при посетата на свињарската фарма тука во Челопек да разговараме околу сите оние мерки кои изминатиот период сме ги спровеле за поддршка на земјоделието, за поддршка на современо земјоделство и за сето она што го имаме предвидено во програмата за следниот период. И до сега и од сега ќе продолжиме со силна поддршка за развој на земјоделството. За следните 4 години предвидуваме по 150 милиони евра годишни субвенции во земјоделието. Имаме превземено и сет на мерки за поттикнување на претприемништво во овој сектор, а воедно се обидуваме и да помогнеме за натамошен развој преку мерки како онаа за намалување на данокот на додадена вредност за сточната храна. Се надеваме дека со овие мерки навистина ќе успееме да продолжиме да го поттикнуваме овој сектор и да обезбедиме поголемо домашно производство. Прво благодарност на министерот за неговата посета, благодарност на владата за нивните ветувања што треба да не ги исполни, а сигурни сме дека ќе ги исполни. И најповеќе нормално сме заинтересирани за намалувањето на ДДВ, бидејќи мислиме дека тоа ќе донесе најголем пораст на целокупното сточарство во Македонија. Поповски последниот ден од изборната кампања го помина и со активности во општините Теарце и Егуновце.